Ако земјоделците од Врсаково наскоро не добијат вода, ќе се соочат со втора изгубена рекулта. Лани поради реконструкцијата на каналот ГК-18 цело лето останаа без вода. Сега ги плашат и рестрикциите што се најавуваат, но иако овде водоснабдителната сезона доцни, очекуваат дека следната недела ќе протече вода во каналот. Ќе биде многу тешко. Ќе има приноси некаде дали и по 100 и по 50 кила по декар. Дали ќе може и комбајните да влезат? Па да, има површини што некаде комбајн нема да оде. Еве луѓе, например, више почнаа кој не ги бива, ги орат, мора нешто да ги промене културите, но за жалост ништо не успее. Сега ќе има ли граф пролетни култури повеќе, ако се сега преоруваат? Па види, значи сега моментално тие луѓе што више ги гледат своите житарици дека не ги бива, се преориентираат, сеат пченка, граф, нешто од и претежно луѓето тука што сме живеат од земјоделие. Значи он мора да изваде за да обстане до тековната година. И моментално тоа што го е спечелил уназад од 2 години, сега ќе ги даде за оваа година. Лошата вест за празната брана Калиманци стигна и до овие земјоделци. Имаат канал за наводнување, реконструкцијата заврши, но се уште не е пуштен во употреба. Оваа сезона се во очекување дека ќе биде пуштена вода за луцерката, што бара вода, и за градинарските култури што се одгледуваат. Лани што не е наводнуван и оваа година што имат луѓе на таа страна засејано со луцерки е многу лошо. Принос нема ич, у некои површини луѓето не можат ни да косат. Еве, сите чекаме да се пуште тај више канал ГК-18, за да почнеме да наводнуваме, за да ги спасеме, ако не оваа година, барем за до година да бидат во добра кондиција. Преку 11 километри долгиот канал се наводнуваат повеќе од 500 хектари плодно земјиште во околината на Врсаково, Тричешми, Кадрифаково и населбата Железничка. Претходните години, поради несанираните и чести дефекти, се губеа огромни количини на вода, што оваа година ја има во недостиг.